Она што ќе ви потикне, се надам дека еве можеби можност и искуство да си се најдете на столиците, конкретно кога станува збор за оркестарот на Националниот џез оркестар или можеби џезотерија, тоа ќе си го посакаме утринава, затоа го имаме вклучувањето токму со нашиот сега веќе и наградуван врвен џез музичар Гордан Спасовски, кој што меѓу другото имаше прилика секако да ја понесе титулата, ако не грешам, и првата награда во еден од холандските градови годинава за најдобра биг бенд композиција. Гордан, добро утро од твојата екипа од утринската на Телма. Повторно се вклучуваме овој пат, пободите се фантастични. На почетокот од овој месец март најавуваме нов концерт со Националниот џез оркестар, со еден од можеби најзначајните композитори кои што доаѓаат во Македонија и секако џезотерија која што започнува заедно со тебе календарски овој викенд. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Голем поздрав до гледачите на Телма. Драго ми е дека повторно се случиме во утро. И имаме доволно повод за тоа. Да најавиме повеќе нешта, при тоа малку да позборуваме за џез културата кај нас или кога генерално зборуваме за џез музиката, повторно ќе кажеме утринска на Телма никако отстапува и простор за тоа, кога сме најавувале различни џез концерти, оние кои што се разбира познати звучни имиња кои што доаѓаат од надвор и за поздрав се ваквите настани, особено за љубителите на џез музиката. Па може да почнеме со она кое што се случува веќе утре, концертот на Националниот џез оркестар со Мајк Холобер, еден од најзначајните современи композитори, како и на кој начин се организира концертот, каква беше комуникацијата, се разбира, и договарањето со овој композитор и што би можело да очекува публиката. Па така, како што кажавте, значи Мајк Холобер е еден од најзначајните современи џез композитори и аранжери. Мојот омилен современ композитор и аранжер, човек кој што стои зад многу проекти на познати џез солисти, има работено со врвни оркестри, со Весчестер џез оркестар, со германските Ведер, односно Келнскиот џез оркестар, џез оркестрот во Франкфурт, како и многу други. И на наше огромно задоволство го имаме утре во Македонската опера и балет, заедно со нашиот џез оркестар. Ќе представи својата музика. Многу интересна музика, значи нешто што не е можеби најтипично за еден стандарден традиционален џез оркестар, значи имаме една комбинација помеѓу џез музика и џез оркестар со еден помал камерен состав. Вклучено е виолончело, што не е многу типично, ќе го слушнаме за џез оркестар, не е многу типично, ќе го слушнаме Кирил Јосифов како солист, Андријана Јановска како вокален солист, имаме вибрафон и перкусии, Владко Нушев и секако едни од помлади солисти кои што како вокални солисти ќе настават Лени Туфекчиевска, Нина Наумовски, како и солистите нели од Националниот џез оркестар, тие што сме научени да ги слушаме почесто, Кирил Кузманов, Иван Иванов, Витор Филиповски и така натаму. Да, и додека ќе има супер концерт. Да, додека ќе ги гледаме овие инсерти токму од Мајк Холобер, би еве сакале со Ивана да те прашаме секако оние утрински пријатели на Телма да слушнат за каков виртуоз станува збор. Всушност прочитав, препознат ли по својата не само виртуозност, изразена оркестарска визија и вистина длабока чувствителност барем во џез индустријата. Неговиот проект кој што го носи работниот наслов This Rock We're On, Imaginary Letters или конкретно така наречени замислени писма кои што ќе бидат посветени на писатели, уметници и активисти кои својот живот го поминале баш некако со велат восхит и грижа за планетата. Точно така. Значи ова концертно издание е промовирано, тоа е посветено на луѓе кои што се голема инспирација за неговото пишување и како што кажа тој и во неговиот живот се голема инспирација. Активисти, како што кажавте, писатели, фотографи и многу инспиративни приказни, ми кажам, Мајк, околу создавањето на оваа музика. И можам да кажам дека сето тоа е на едно екстремно високо ниво и драго ми е што нашата публика ќе има можност да го посведочи тоа и да ја почувствува таа негова перцепција за светот преку музиката.
Да, ти спомена пред малку, Гордан, дека претпоставам дека и во екот на твоите студентски денови можеби дека студираше и сега можеби ги имаше првите настапи, велиш дека секој пат те фасцинираат и ти е еден од омилените, па така што импонира што во моментот токму Националниот џез оркестар на некој начин го носи овој фантастичен виртуоз и композитор кај нас. Секој пат знаеме да кажеме, баш кога ги имаме темите за џез музиката кај нас, дека во овој свет како да не постои големо его, да речеме, како што е да речеме во комерцијалниот свет, како да е многу подостапен светот на џез музиката и размената на искуство помеѓу композиторите и самите инструменталисти, или грешам? Па може да се каже, да. Овој човек е еден пример за тоа, значи наистина топол, отворен човек, многу достапен, многу отворен за да одговори на сите прашања со кои што го замарав во наводници овие денови, како и моите колеги, нели, имаме еден куп прашања за музиката, како и надвор од музиката, тој со задоволство ни одговараше на сите, нели, наши детали кои што ги побаруваме. Нели, воедно би сакал да кажам дека тој е човек, јас би рекол од елитата на џез композиторите, професор на Нью Йорк Сити Коледж, професор на Манхетан School of Music, покрај тоа што нели е активен како композитор и аранжер, тој е и активен педагог. И голем број на композитори и аранжери се има удел во така, има удел во нивното образовен процес и можеби еве како што кажав јас, можеби малце по-индиректно, не ми бил директен професор, меѓутоа имам некаква комуникација со него повремено, нели, околу одредени аранжмани, композиции и начини како пише одредени работи и така. Да. Она кое што можеме да го споменеме во овој момент е дека има се уште веројатно достапни билети, барем за оние кои што сакаат утре да набават на билетарницата на Националната опера и балет, а исто така и на mktickets.mk, така? mktickets, така, да. Може да се набават значи, има се уште билети за оние кои што ќе сакаат да отидат и да уживаат во овој концерт за кој што зборуваме и во денешното утринско будење, но нема да биде само ова наша најава, впрочем ќе најавиме и нешто кое што не очекувам на крајот на оваа недела или поточно овој викенд со доаѓањето на пролета и некако повеќе настани и случувања кај нас, што е за поздрав и за разобавување на овој период од годината. А токму џезотерија ќе биде исто нешто такво кое верувам ќе биде на задоволство на џез публиката. Од 21 март до 7 мај нешто кое за џез концертите и за врвните македонски музичари како една одлична целина и уживање за публиката. Па еве може во продолжение да го најавиме и тоа. Така е, значи на 21 март се почнува нели во организација на Трето УГО, на продукцијската куќа Трето УГО и на Иво Јанковски започнува тој концертен циклус на џез концерти на македонски џез изведувачи и солисти. На огромно чест и задоволство ќе имам можност да го отворам нели тој концерт со еден соло настап каде што ќе представам некои нови композиции како и некои веќе изведувани композиции во една соло варијанта, соло аранжмани на некои од моите композиции. Така да ќе има публиката на аудио култура, како и македонската џез публика ќе има можност да слуша некои нови изведени и нови гледања на веќе постоечки композиции. Да, 6 вечери, Гордан, џез магија, како што најави всушност и Трето УВО, циклус на џез концерти со еден интимен и автентичен музички формат. Всушност ова ќе бидат 6 концерти. Твој, Гордан Спасовски, кој што е најавен за почетокот 21 март, ќе потсетиме исто така на пијано настапува на 28 на крајот од овој месец нашата почитувана Дуња Иванова. Тука е секако твој колега и пријател Тони Китановски на 4 април, Ѓорги Шарески исто така 18 април, Оливер Јосиповски 25 април и овој циклус на интимни вечери ќе го заокружи Џоле Максимовски веќе на 7 мај, всушност и заокружувањето на овие 6 вечери џезотерија. Аудиокултура мора да признаеме дека исто така уште едно
седиште или колепка на вам музичарите кои што некако влегувате и се чувствувате како да сте некако на друг дел од светот. Вистина е многу убав карактерен концепт на јас би рекол и простор, така што еве ќе има прилика можеби оние кои што не го запознале просторот со тебе на 21 да ги поканиве. Има билети за ова, Гордан, претпоставам, или како иде? Мислам дека влезот е слободен за ова, меѓутоа поради ограничениот број потребни се резервации. Претходна резервација. Да. Инаку, еве ќе споменам, аудиокултура е едно од нашите омилени места за настапи. Место кое што е многу инспиративно, значи едноставно пружа одредена топлина и дава одредена комотност на нас музичарите. Интимно сме поврзани со публиката, нели многу блиску, одреден број на луѓе се таму и некако има посебно чувство кога настапуваме таму и баш ми е драго дека се случуваат тие настани. Еве голем поздрав до Веселин, до Микаел, тие се поддржувачи на не само на џез музиката, туку на културата во Македонија. Така, и уште еднаш овој концерт со Майк Холобер кој што го има утре на 18 март во 20 часот, нема да биде последен во низа на Национални џез оркестар, бидејќи споминавме со Ивана, бидејќи секој месец практично календарски знаете веќе да изненадувате. Верувам дека работите можеби веќе и за следниот април да се понуди нешто ново на публиката. Така е. Веќе има неколку, значи зависи нели од програмата, зависи од достапноста на салите. Меѓутоа после овој концерт веќе работиме, спремаме концерт со еден познат кубански изведувач, Алан Перес, ќе има една прекрасна салса вечер за љубителите на кубанската музика. Потоа веќе се работи на Today It's All About Jazz, фестивалот кој што се одржува секоја година на Ибни Пајко, во паркот Ибни Пајко, така да таму ќе има исто голем број изненадувања, прекрасни локални македонски, како македонски, така и интернационални џез изведувачи, така да со нетрпение го чекаме и тој настан. Активен период не очекува и се разбира оно кое меѓу другото утринска на Тилма може да го направи е да ги најави и да информираме за сите овие настани и случувања, се со цел да имаме едно исполнето секојдневие меѓу другото, но и убава пролет. Гордан, благодариме за ово утринско вклучување и можноста да го најавиме утрешниот концерт, но и оно кое нели исто така го најавивме, а стартува викендов и се гледаме во следна прилика, верувам со и нови информации, но и впечатоци, па и повеќе за џез музиката. Ви благодарим на вас. Голем поздрав до сите и се гледаме во нека наредна прилика. Се гледаме во нека наредна прилика. Ќе потсетиме МК-Тикетс, веќе има уште неколку билети сигурно останато за утрешниот концерт на Националниот џез оркестар и Майк Холобер. Да, ќе биде тоа вистинско уживање, а нам ни беше задоволство што имавме можност да го најавиме.